Ако ви изгледа малку како потресен, тоа е затоа што пред малку дојдов од Охрид по фамозниот автопат, односно опит за автопат Охрид-Кичево, да. Како таксист да си само до излезов на Охрид ќе работиш, понатаму ако уште ако возиш не се исплаќат, само за автој делој ќе работиш. Мислам, тебе не ти се исплаќа, на некој веќе му се исплатило, пошто направиле во овие 10 години на ти го дај ми го секој што стигна. Ова не е автопат, ова е анти автопат. Дошле тука Мито и компанија, па се смена неколку пати, сакаа да направат, мислам, не е ни веќе ни смешно. Кога ми текви тако почва да го прават автопатов, како си се мавевме, леле викавме за еден сат до Скопје ќе стигнеме ние со автопатов за година, две кога ќе го направат. За еден сат на Скопје ќе моеме на кафе да пием. Сега за еден сат од Охрид не може да излезеш. Сто стража пауза да правиме, сега пауза правиме Ботун онде на Кривинчево, то толку е лошо. Патов мора луѓе ќе го прават толку долго, кога ќе го пуштат во употреба во исто време и за музеј ќе го прогласете, толку долго се прави. Сега багер вози сигурно внукот та првата генерација, првата постава што почнале да го прават патов, ко била фирмава уште невладина организација, Сдружение на граѓани од Депарца, од некој, од Велмеј на пример. Што правите Рестрико? Ево ништо не пушти ако неискусни дупкиве да ги пополниме и така. Во Втора светска војна германците го имаат патов користено како минско поле, после им речено го стајмово што ќе го правиме, ким се најдно за автопат ќе го користат сигурно. Не знам зашто со бранчиња е патов онако, фисле уметнички дојаме она. Сигурно Јордан Плевнеш идејно решение има даено, демек ќе го направите со бранчиња дека се движиш на кај Охридското езеро, знаете, па ете малку да го почувствувате разбранетото езеро на асфалтот Кичево Охрид. Добро, тоа е за Кичево на кај Охрид кога ќе кога ќе од Охрид на кај Кичево што ќе ги лажиш тогаш ќе речиш едноставно кичевска работа. Дали момче ти ја имаш читано книгата Знаци покрај патот од Иво Андрич, треба луѓето што ќе возат тука да се чувствуваат како на 28-та страница од книгата, кога Иво вели дека врлината на возењето на една индивидуа и неговата комфорт зона присатна само доколку знаците на патот и линијата на асфалтот врел скршнуваат доволно за да му влезат на дебрчкиот пејсаж во сршта отаде просто седи саланец со кавал на магари и 3 пати за добар пат ќе викне за Македонија, за Македонија, за Македонија. Затоа е онаков пат. И тие што почна да го прават и се и тие имаат викано за Македонија, за Македонија, за Македонија. И со она сигнализација на секој 5 метри 1000 знаци во сите бои, ништо не знаеш што е. Навечер да возиш пак и наеднаш кога ти светне, ми се чини в казино влегвам, а не дека Депарца влегвам. Чекам 5 лимони да ми спојат годиви кога ќе поминам. Ма шо поиќе години вака лош патов, то после поубавки. Тоа е се тактички направено, море вие не знаете. Ко прават бате 100 години вака да се мачиме, за после го цениме поиќе. После кога ќе опнат 5 патарини Охрид Кичево да си наплатат за убајната. На со кеф ќе плаќаш патарина, пошо тоа нема да се патарини, тоа ќе бидат како мали кафанчиња, да, сигурно некој од Охрид ќе ги држи првата патарина во Ботун, раќа ќе даде за да лискат, ќе ти речи, земи 1, 2, 3, 4 многу ќе лискат, тато верви, во втора патарина не, трета локумче, четврта вино, таму ќе имат вино и джез, ќе свирит Владимир Четар, поздрав, уживајте, лепотани, душа бавча ми направите, Патов е бавча, а 5-та патарина. Пред влез во Кичево, ќе има лепотица од Кичево, абе, обајни, стигвиш и кажеш добар ден, плаќаш 4 евче и тати вика, шефе, не се замарај више, нема да те измасира сега за сите години нервоза. Озбилно? Значи не масирај ти, ја ќе те масира, ти уживај. Почекајте, ќе биде Патов кај да е за некои 5 месеци, 12 години, па после ќе си уживаме по тој пат, а дека некој некогаш ќе ги врати парите, не ми се верат.